Градоначалникот на ресен и кандидат за уште еден мандат Ѓоко Стризовски успеал да избегне правдата во македонските судови, но бил осуден од Европскиот суд за човекови права за полициска бруталност. Со пресудата донесена во декември 2015, Македонија на Аслани од Охрид е обврзана да му исплати 11.700 евра. Во време кога почнува судската битка во Македонија, Стризовски бил полициски службеник, а наместо да биде осуден за полициска бруталност, тој напредува во МВР и станува портпарол на СВР Битола, а потоа на локалните избори во 2013 е избран за градоначалник во Ресен. Судот на честа при лекарската комора му ја одзема лиценцата на 7 години на гинекологот Никола Дамчевски, кој како што објави нова 9 месеци лажел пациентка дека е бремена врз која претходно спровел инвитро. Гинекологот се уште не ја добил одлуката на лекарската комора, откако ќе ја добие има право на 2 недели за жалба. Доколку се жали, одлука донесува второстепениот суд, а крајна инстанца е собранието на комората која одлучува и по оваа жалба и ја носи конечната одлука. Владимир Панчевски, поранешен председател на Кривичниот суд, во интервју за Алсат МР негираше дека местел предмети во Кривичниот суд. Тој ги демантираше шпекулациите дека увид во АКМИ системот имал директно од неговиот дом и вели дека е подготвен и кривично да одговара за снимката од видеонадзорот во неговиот дом, за која што вели дека е доказ за незаконско постапување на тимот на СЈО предводен од Катица Јанева. СЈО ги демантираше сите обвинувања од Панчевски.